Тоа е клучното прашање. Не зошто ме изневери, туку што бараше таму? Што бараше што немаше тука? Што ти требаш? А може би не можев да ти дадам јас. А може би ти не побара од мене. Но ти бараше нешто што тука немаше. Што беше тоа? Разводот е едно од решенијата. Не е секогаш. Ако веќе зборуваме за неверство, значи не е секогаш. Ме сака ли, нели ме сака? Како можеше тоа да ми го направи? Значи тоа се едни непријатни емоции кои што ги носи личноста која што е изневерена. Од друга страна, личноста која што изневерила. И таа се соочува и со вина, и со осуда, и со вина за тоа што му причинува на другиот. Значи, многу малку луѓе изневеруваат заради секс, да кажеме, заради некоја интима, многу повеќе изневеруваат заради некоја емоционална празнина, заради оддалеченост, мажите повеќе прават сексуални неверства, а дека жените повеќе прават емоционални неверства. И ако гледаме по тоа, потешко, ќе кажеме дека жените полесно простуваат, а мажите потешко. Афера е, како да ја кажеме. Трае подолг период. Нормално е дека тука веќе дошло до некоја емоционална размена. Не може да останало само на сексуална размена. Ако трае година, 2, 3. Значи, простување е кога да, окей, ние сум избрал да ти простам, без разлика дали е маж или жената, остануваме заедно, но ајде да видиме што после ова ние да промениме, за да не се случи повторно да некој од нас побара нешто надвор. Ајде имаме се тука. Оти секое неверство на крај завршува некако. Значи, или ќе заврши ваму со прекина таа врска, или ќе заврши со прекинов дека, или ќе заврши со некој, најчесто со непријатна емоција ќе заврши. Меѓутоа, додека трае, одржуваме некоја илузија. А најчесто тоа е илузија за нас самите. Морам да кажам дека разводот не е неуспех, останувањето во врска после неверство не значи слабост. Тоа се лични избори, секоја партнерска двојка има право да се соочи со тој проблем на начин како што тие мислат и им е потребен на нив.